Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Кидаме често сега и ако го имам камера, имам по-голема желба. Гледам, не ми ги бришат, значи то беше тест, не ли, да не филозофирам много. Все по-добри видео, ки се концентрирам да правям. Не ми ги бришат веки от YouTube видеята. Две се почти в уживо. Одете кај мојот канал лайв, тамо стоат двете видеа, или на Home, кој ќе идете, појават се, тоа се појавува, другото се уште го нема, здравие, ќе се појаве. Али идете на лайв и тука се двете видеа, 3 сата, тоа ми е најдолгиот лайв сега за сега. 254 го гледаа, 16 беа цело време активни и одма 16 лайка, браво, фала на сите. Частта му Македонија. Прво, вие треба да изпочастите многу бесплатни информации. Види кој не постојат прости луѓе. Постојат само неинформирани инати. Јас што си ги викам дигитално неписмени, нели? Сега јасно човечко суштество, некој кој ќе ме изнервира, знаам ја да кажам некој збор, али не го мислам тоа, нели? Кажи го онова, ко се вика, од да сум злобна личност и нели да го мислам, туку едноставно го кажам у момент, разбираш, за тоа што ставете се вие у моја гледна точка, сега да дремеш дома, купил си опрема, брат, чудо од пари, и сега да, не ти ги гледат подкастите милиони, за разлика од гледат глупости што ги интересира, али окей, народу си бира да гледа глупости, Ке си остане цел живот да си работи, цел живот да ги гледа тие глупости и тоа е. Мора некој да работи, мора некој и после пензија да работува, да се нервира, да си има проблеми. Нека да гледат. Овој канал ќе стане после сигурно 10 на години по-така. Ќе седат и ќе викат, леле, шо е спуштиме. Не дека ќе го гледат за направи гледност, туку така ќе седат и си викат, леле, брат, какви информации имаше ово пред времето. Ова е Нострадамус ли беше, ке речем, не, брат, ниту Нострадамус, ниту баба Вања ми е баба, туку едноставно седам на интернет, копам информации. И се трудам, брат, да најдам начин како не само ја, туку и сите македонци да направат пари. Значи, историски гледано, историјата ќе опомне, криптоисторијата ќе опомне овај канал, по тоа што дека не е себична личност, која што е уидело Америка да рмба, најдела е начин како се прават пари, се трудят бесплатно да пренесе преку бесплатни канали, да пренесе информации 12 години, другари, 11-12 години, да пренесе информации како да дојдете до подобар живот со минување на вашата штетна навика. Тука ќе се преселам на брато Игор Ивановски. Овај тип да ми пише Игор Ивановски, мислам дека типот откочени. Тип. Не се сеќавам, некако многу ми е познат. Мислам дека типчето откочени, ама мислам дека е доста помал од мене. Поздрав до Игор Ивановски. Значи Игор, гледај, пишала е се е зелено денеска, шо мислиш? Трапли е, сигурно откочени, шо мислиш? Трапли е некој пред конечно да крене нагоре или тоа е тоа? Другар, јас што напишав, да прочитам ти многу луѓе не и читат коментарите. Викам, одговорот е, не правам друга техничка анализа на маркет, кои сите кумруџии лупат PAX и сите берзи, најнормално дека нема да дозволат продават и им собират парите на сите. Што значи тоа? Луѓе, имаш позитивни информации, чуда, нема некои потака сериозно негативни информации, сите очекуваат дека ќе има голема бул сезона, сите ќе очекуваат дека ќе има експлозии нагоре, дека ќе литат се живо. Да, ама не може да го погодите моментот. Значи не може да чекате дали ќе падне или дали ќе крене. Едноставно е, другари. Не можем да одам у базата, например, нели, дека многу луѓе викат, брат, истите информации ги кажуваш. Брат, за жал тоа е крипто. Морам милион пати истото да се онадува. Затоа што вие ги изгледате информациите и па се префрлете како Игор на тоа дека да го поставяте прашање, иако милион пати сум го кажал, брат, шо мислиш? Брат, уопште не мислам и уопште не е битно ја шо мислам. Ја не сум трейдер. Да сум трейдер, секој ден да трейдам, ќе мислам, ќе гледам техничка анализа, ќе ме интересира рейкац, ќе ме интересира амерички светска економија, ќе ме интересира
геополитика, за дали ки ми влияе на тай денешния трейд. Я ги изгледам си тия информации за всеки случай да не е нещо стварно булмаркето, да речеме да го забавя на повече месеци и едноставно заради това ги следам тия информации, плюс нали, да си имаме на представа увай пред булмаркет, дали правят како истите булмаркет. Значи, другари, не бидете инвеститори и не бидете, да речеме, како беше? Како Игор устило, не негативно, значи, браво за прашањето, иначе нема да направим подкаст. Брат, ти имаш 3 кафиња, крадеш ги 3 кафиња, крадеш 2 пакли цигари, не знам дали пушиш, крадеш кафана, сигурно одиш у кафана, крадеш ресторант, облика купуваш тај месец, другия месец за таа година, крадеш на одмор, сакаш доеш, еве испуштил си се август е поевтино, не одиш на одмор, не ги правиш си тия работи и купуваш си, еве, златен пат, другар, златно паднато и си трупате, имате видеа од 10.000 до 1000, концепто 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано, многу луѓе викат го повторувам и 2000 пати треба да го повторам и таа сезоната. И 10% бирате Ripple ли е, Solana ли е, шо и да е. Значи шо е мобето, другари? Не гледајте, не мислете дали ќе падне или нема да падне. Паднало, еве паднаа по 10%, купете си. Сменете си щетните навики и си купете. Немате пари? Да, мали плати, знам го тај мобет. Не може да изкочите крај на крај, ама имате сите, знам ви, укочени сум ја живеал 26 години. Сите имате щетни навики. Престанете со тие щетни навики и идете, другари, или ако имате време да гледате видеа дали ќе има рейкац, мейкац, не ги гледајте видеата дали ќе има рейкац, не гледајте видеа со трейдери, не гледајте видеа со сигнали, не гледајте Сител, Канал 5, крипто ќе пропаднал, па не читајте тамо други коментари по цел ден, само негативни информации. Подобро најдете начин како да дојдете до повеќе пари, да речеме, ако веќе имате една загарантирана плата, плаќате си сметките, не сакате да ризикувате, да речеме, немате ги парите укочени со што да ризикувате, нели, секојаш ви требаат пари за нешто. Ако сте ги виши сменили щетни навики, а нема што да докупите, најдете начин, другари, да идете да заработите. Иако се мизерни платите у Македонија, најдете начин, втора работа ли, нивичка си земете нешто за вас, гледајте пчели ли ќе одгледувате, не знам, нешто креативно најдете, како да дојдете до пари пред овај булмаркет, да ептен заселил, се што ќе уложите, другари, концепт, како што сум го кажал, со 30% и со вие 1000 и со 10.000 ризико, со Стар Атлас дао, луѓе ќе искарате доволно пари да имате и за наредниот булмаркет да си направите добро портфолио и за се. Значи, луѓе, неам ништо лошо, нели, дечкото е супер прашал, али другар, губиш си го времето у многу мислење на нешто што тоа е, ти што ме прашуваше исто како на мене да ми е баба Вања, баба и дедо да ми е Нострадамус и јас замисли да знам што планират од цел свет сите трейдери, сите инвеститори, Wall Street, сите манипулатори, дали е овоа предконечно и дали ќе наде. Такво нешто, другар, е многу погрешно прашање у крипто. Такво на преварантски канали ќе ве држат за да имат гледаност, да имат лайк, да имат коментари, да прават, да си го билдат канал. Ќе ви викат, леле брат, ше толку е само што не експлодираме, леле брат, еве го зелено е, утре црвено, ако ги врнете назад каналите, ништо не се погодели. Не се трудете да го мислите тоа, брат. Еве, и Стар Атлас имате, вземаш подсачена, пукаш, ниту читаш тие работи, ниту ништо. Ке мене на каналот си има, отвориш го, брат, жив ли е крипто, жив е. Аха, кажал ли е дека бул маркет ке има? Има. Нема што да гледате другите видеа, брат. Нема што да гледате. Чисто, ако ви прави стрес, одете на вебсајто, одете у Video News, така ли? На психолошка база да преживеете, излистувате ги овие видеа колку имате на денот да изгледате, со превод, излистувате ги, за да ви сменат оно негативната енергија што цел ден фамилијата или другари, пријатели, роднини, братучеди, сите ви викат крипто ќе пропадне, ќе умреме, ќе загинеме. Затоа е вебсајтот, другари, за тие видеа да ги слушате, за да ви го зацрстат карактерот, брат, дека вие сте улегнале на правилното место, у криптотехнологија. Ако сте улегнали у маме, ако сте улегнали у ризични игри, брат, Господ на помош да ви. Ако копате нешто, купувате там, филмате си, како што некој гледам ќе копал, тај шит кој е новај кој, што си филмате, продолжете да се филмовите, ќе си ги изгубите парите и пак ќе научите лекција. Ништо страшно. Кога ќе го дарат по джебо, ќе научите.
Игор, брат, уеднина, не ги поставя овие прашања. Полора пиши, брат, поздрав, жив ли си, здрав ли си и гледам те, тоа е тоа. Многу е погрешно, брат, да се стресираш со дали ќе оде нагоре, не знам дали си трейдер, многу се стресирате со тоа. Ти барем си пишал, имам уште 50 пораки си исти како твоите уво. Прашувам ги, трейдери ли сте? Не. Другите трейдери ли сте? Да. Замеси, викам, ти ако си трейдер, да треба и ја да чекаш да ти одговорам дали ќе падне или нема да падне. До тоа време можете 10% нагоре, 10%. Кога ги направив овие видеа, другари, сите литнаа по 8, 10, 12%. Значи можете, ако у моменту ги купивте, литнаа не верувате да ги продавате и там да направите пари. И сега, например, ако, ја не сум трейдер, ама кажи го, по чувство дека колку става леверидж, PSX, MASX, дека ќе оде се живо нагоре, осеќав дека ќе берзите, ви кажав и у претходните емисии на подкасти, дека берзите ќе го сринат, затоа што берзата нема да отиде у загуба на некој да му дае 5x, 10x, 15x, 50x leverage. Нема да му дае. Не само Wall Street што манипулира, и берзите продават за да сигурно нема да ви дадат вие да направите профит. Затоа луѓе забравете да бидете трейдери. Тоа е најголема глупост. Wall Street е едно трейдинг, там може да се прават пари, таму е комплетно друго. Крипто не, другари. Крипто бидете инвеститори, брат. Тржете проектче кое што не е 0,000 фантазија па дали ќе ударите лотото и да најдете да ударите на второто, на третото, на четвртото ќе загубите многу повеќе. Тражете луѓе нешто, некој вика брат, ама ти збориш ностоп биткоин, етириум, кардано. Луѓе 7-8 години етириум, кардано се тука. Биткоин колку испаѓа? 14 години, па се зборам 11-12. Ми у главата сум ја толку. 14-15 години колку лигнавме у биткоин, другари? Колку лигнавме у биткоин? Луѓе, тоа што е веќе многу време присутно на пазаро, тоа треба луѓе да го тражите. Не ново. Ново е со 10% да го тражите од вашето портфолио, од кафе, цигари, од штетните навики што ги сменете. А нешто ми се смени у камерата, да се надевам дека нема да е лошо. АФ цртичка Ц, тоа го немаше понапред. Нешто сум измислил, али да се надевам, чека да видам дали се окей. Све окей. Значи гледајте, другари, концентрирајте се да бидете инвеститори. Ја не сум трейдер. Иако може да трейдам, покажувало сум, можем да флипам. Али не седам. Почнавте ли да се лажите у тоа? Такво нешто може да ви се поклопи еднаш годината како ја флипу. И многу луѓе ми пишуват, брат, дај кажи флип. Нема флип, другари, джај ми пишуват. Флип не е тоа да седнам јас заради гледаност и сега ќе викам, ајде ќе правам, има многу заинтересирани, ајде сега ќе правам клипчиња флипови. Ќе си правиме филмови. А може да направам флипови? Не, другари. Овај канал не е да учи комарџии. Овај канал е инвеститори, да тражите технологија, да седнете, да сменете сите тие пари што ги трошите за глупости. Не пари што ви требат, да ги сменете тие пари што ги трошите за глупости, да најдете овакво кажи го технологија и да имате стрпливост. Ако не погодем, ја имам стрпливост, другари. Ја купувам стар Атлас DAO. Купувам, така ли? Ја купувам стар Атлас DAO. Ама играта има прогрес. Така ли? Играта има прогрес, има резултати, супер е. Може утре ќе ги хакнат, може нешто ќе се забаве проекто, може да се случат чуда, ама ја имам и други коини. Имам биткоин, етириум, кардано, така ли? Имам ги другите гейминг проекти што треба да ги продадам. Али луѓе, кажи го, гледајте да најдете проекти и технологија кои што ќе си натрупате портфолиото и тие проекти да нема bull market, сега, нели, харакири ударам, да е најлошото нешто, да нема таков страшен bull market, да можете, не сте лупнали пари што ви требат, туку пари од штетни навики, да може да издржите 2030 година, и многу луѓе ако не го фанат овај bull market, да речеме негативни информации дрн, не го фанат на all time high како да продават, да се лакомат, ако заглаве ќе знае биткоин, етириум, кардано, другари, биткоин, етириум и кардано, со сигурност и оваа игра старата, со сигурност знам дека до 2030 ќе постојат. Затоа што овај тим и најлошото да помине, сите ја саботира Стар Атлас, ниеден геймер не ја покажуваше, ниеден геймер не ја стримаше, сега сите се заинтересирани. Леле, многу јака графиката, леле, ово не е шутер гейм. Ово не е пуцачина, ја што викам, не. Не е ово пуцачина игра,
Па да речем они нещо не се направили како што не треба. Ово е и трки, и пуцачина, и майнинг сектор, и милиарда работи други брат прават. Значи Sage Labs Mining има 4 врсти различни на игри у нея унатре што се вика. И оваа игра помина повеќето пуцачина што имат по страшни буџети. Ја гледам го тимо, не сум 100% сигурен. Ја тоа што гледам и информациите што ги примам, кога ќе ми рече некој, ама ти сигурен ли си дека Star Atlas ќе успее? Другар, ја гледам информации на дневна база. Утре ако гледам да крене по-лошо, може да речем продавам се живо. Че не съм умрел за Star Atlas. И да изгубам се от Star Atlas, и го съм и даде до сега много airdrop и чуда, и да изгубам от Star Atlas, другари, и аз, овај плукаше со години. Со години плукаше, брат. И сега типо зборе за Star Atlas, брат, интересна бела. Значи проблемо е, у Star Atlas внимавајте, много луѓе се им пишат дека купуват само Atlas токена. Луѓе кажави Atlas токено е in-game токен, ние го копаме, тоа е много голем ризик. Ама чим сакате да се коцкате, коцкајте се. Дали ќе отиде 0.10, дали 0.20, дали уопште нема да отиде нагоре, дали ќе отиде до 0.05, ќе видиме. И да не отиде ја, и до 0.05 да отиде ја 3 милиона ќе ископам Atlas до тогава, значи пасо направил пари. Така да, да речеме, отиде, ја имам да речеме 3 милиона съм ископал Atlas, така ли? По 0.0, ја па 0.0, да, 0.05, да речем. $150,000. Да речеме да отиде, 3 милиона. Ја многу луѓе се изненадив и што ми пишуваат пораки, брат, како сметам. Значи, јас секој што кажувал дека Македонија нема математика. 0.05, гледаш, у мозоку ми е умрежено. У мозоку гледај, брат, 0.05. Да речеме другата точка е 0.09. Што ќе сметам? 300,000. Да речеме друга варијанта која има тука лоша. 0.03. Не, ајде да речеме друга варијанта. Нема друга точка, тука е. Па тука е 0.02 да речеме. Сега не може да пресметам, мозокот ми е блокиран по 0 точка, а че една, колку нули беше? Но да. $60,000. Значи мене тоа што сум го ископал ми ја избива целата флота што сум ја уложил. И сум на чисто. И сега ќе рече некој, кој ти е профито? Профито ми е имам гратис флота. Што ќе ископам наредните 4 години. Разбирате ли ми кој концепт го правам? Градам, не ми надминува 60,000 флотата, за да извадам на најлошата такво. Значи ја имам многу јака математика у позадина со ово што го правам. Значи јас седнам, правам концепт, ќе уложам 60. Борис Преска ме праша колку копам на ден и ја, брат, не можам да помнам бројки. Јас сум закопал, гледајте луѓе. А иначе овие работи што нели многу луѓе ќе речат дете, да, јас сум си дете и мажите тие што се со надпросечни интелигентни си остануваат до крај живот деца. Овие работи планирам многу јака колекција си направам во Македонија со диносауруси, пошто тие за мене јас сум 40 година. Пред 30 години, другари, диносаурусите ги викаа за конспираси теории беше, дека такво нешто не постои. 35 години уствари. Сум бил мало дете, нели правеа играчки шуда и големите не веруваа дека диносауруси некош се газили на земјата. Замислете си. Не веруваа, мислеа дека тоа е глупост, дека лага. Тоа беше теорија на завод, ако сум бил едно 5 годинки 6. Тоа нема да го забравам. Оти омилено ми беше играчки да имам за ова. Овие работи ќе ви прикажам, другари, ќе станат реалност до 2035, ќе одеме у зоолошка да ги гледаме. Па чисто ви ги најавувам така да има еден канал македонец кој што верувал во овакви лудости теории на заговор, дека ќе станат реалност. Тоа ми е, луѓе, сакам да бистрам и да сум 100% у грешка, ама бистрам, брат, пробам нешто да избистрам, да е различно, да го кажам, да е различно, да направам некој концепт, да видам дали после 20 години сум бил управо на тоа размислување, како што направив за Путин погодив, за Кина и Тајван погодив, за Америка погодив, за биткоин, Ethereum, Cardano, за блокчейн системом погодив, разбираш, за многу коини да речем, не сум и погодил дека ќе направат чудо од пари, али за у принцип работите повеќето сум погодил и сум профит. Така да, Axie Infinity ми е најголема грешка, ама ќе видиме што ќе се случи, не е уште завршена драмата. Значи мобето ми е, гледате ли како градам, аналитички пристап правам. Седнам и покажав ви, тргнав само и завршив со диносаурусите. Другари, гледајте.
другари. Ово е изпишено, другари. Ово е много големо, брат. Тук е изпишено, пишено. Ако ще ги гледате, ги имам едно, две, три, 4 купчиня и там едно. 5 купа имам изпишено в 11 години. От ако него запишеш да е пред тебе, другари, вировайте, нема да може да го надете, да го, какво се вика, нема да може да ви стое у мемория, дека е пред тебе и ти трябва да се дръжиш по листовите, да не забегаш. Защото един човек може една работа да каже и да забега по компletно други области. Мобето ми е, другари, имам концепция. Значи вие трябва да седнете и да си направите концепт. Колко имате уложено Стар Атлас, флота ли е, бродови ли е, DAO Polis ли сте купили, Атлас ли сте купили, чекай, дали имате доволно биткоин, Ethereum и Cardano, за да ви покрият, за да чекате до 2030. И нем да си резервирате, ако не сте на профит, ако не го стават Стар Атлас DAO, да речем, няма да остават на берзите, няма да направя $8, $25, $14 и утре сите и го гледам мобето. Я брат, форсираше я играта, нищо не биде. И аз ги чекам и 2030. Мора, брат, че да почне да стават на берзите. Стръпливо се вика това. И Cardano, брат, че беше длъки и длъки широк пато. Значи одевме и така, и плюс длъки одевме налево и десно. Сите плука, сега упорък и брат, що биде, нещо не обяваш за Cardano. И имате вебсайт, имате YouTube, брат, че имате кой канали, ке седнете си гледате. На тия най-често ще пишу, знам да й пратам линк. Не можем, другари, да седнем и да ви философирам. Кимало airdrop. Има обяви, седете, гледайте си, брат. Cardano до вчера го плукавте, не беше интересен, леле, само за Cardano сбораш. Сега не сборам за Cardano, найдел съм друг проект. За Cardano има луги, ще ги станат милионери оваа година у булмаркето, дори на 3 години да се върне. Ово на $3 да се върне, ке станат милионери. И аз сега още ке се занимавам, со некој купил там $500, 1000 или 10 000 и мръзе го да гледа, упорък и брат, шо виде, ке одели на $3, ке одели на 5. Нито съм Баба Вангя, нито съм Нострадамус, нито съм никой. Ако оде, брат. Ако не оде, стоя си на стекинг ревоз на Deadless Wallet, правя си пари, знам защо го държам, 2030 ке отиде, $50 ке отиде, 2030 може, $100 ке отиде, страпливост, другари. Това се вика страпливост. Затова не трябва да ставате пари, ще ви трябват, другари, па кога ќе биде булмаркет? А шо биде? Не, брат. Кафе, цигари, щетне. Смея се по-напред, сега дека не свана, ако замисли луѓе, ако ги викаш дигитално, не писме не се лутат. 100 луѓе више не пият кафе, не купуват буквално, не купуват автоматски шикер за дома, така ли? Не купуват и млеко, така ли? Не купуват шлак крем, така ли? Шо беше, не одат, плюс на кафе не одат у тръгуски, така ли? Кратат кафанат, кратат ресторанти, кратат от облека, кратат от цигари. Брат от дъншка вика, брат вика, моята плата не била мала. Не била млала. И сега имат луди портфолия. Брат, айде бе, шо не излезе ту явно с тия нон-стоп, шо викате фалава? Излезете, нигде ви нема коментари, нигде ви нема кажи го на Facebook, нигде ви нема на Instagram, нигде ви нема на Twitter, нигде ви нема на YouTube да пишете за шо сте, дека сте скратили, колко пари сте направили за станови, за коли, за куки, ниви си купил за одмор от сонищата. Нигде ги нема, брат. Ама ние не сагаме да се появаме у явността. Ама вие не сагате да се появате у явността? Така ли? Ама упораки, па още не сте сигурни що да правите и па тромозите ме братчево. Па вие сте 100 брат и аз съм един. На 100 луѓе да седнам днес като говорим, стварно не можем. Дури со войс. Почнемо преко глава да ми оде, брат. Купил, направил пари, продадел и сега вика шо. Супер, уживай со живото. Ако имаш екстра други, има YouTube, седни направи концепт. Дури, ама да чекаме ли да падне. Брат, истиот мобет е. И после нека ми вика, ти защо го правиш истиот мобет? Па ние не може да мръднеме, брат, от друг мобет да отидем. Не можем да мръднеме да отидем от друг мобет. Како ќе отидем от друг мобет, кога овие братче, кој продадел, кој брат не знае што да прави. Луѓе, трупате и чекате да видите. Ако сте направили концепто со 30%, 30%, 30% и 10%, вие имате пари, вие имате, ризик за 1000 или 10 000 да го бирате. Значи тие ви се гратис. Значи, вие имате $10 000, $1000 имате, $1000 имате, кажи го, $1000 имате во
30% от илиадарката имате у биткоин, 30% имате Ethereum, 30% имате Cardano и 10% сте избрали Star Atlas DAO. Така ли? Вие за наредните 1000 ги изкупувате сите овия тука, защото съм ги кажал да речеме. Брат, какво ги изгубите? Какво ги изгубите? Ако не сте ставили пари, що не ви трябват за вай булмаркета, ако промащате, 2030 ке почекате за стърпливостта, какво ги изгубите, кога биткоин, Ethereum, Cardano и Star Atlas ке ви ги избият тая илиадарка, що сте ги ставили увия. Много просто и едноставно. Ще да имаме защо само една секунда. Ейсито да го отворяме. Та Америката, брат, няма никогаш, братче, да се оправя со тия нивните технологии. Ейсито да сдоле дуа, шо да кажа. Нещо много жешко ми стана. Изгледа ке върне и стана спарно. Чим си изпотив. Добре, и аз съм таков характер. И аз съм, братче, за на площа, седна да викам, брат. Знаеш, що ми викаш един професор? Не знам дали жив по история. Излези, вика, да читаш, вика, ти. Викам, излавам, я опай, и вика, оратор. И я викам, викам, не ли там съм бил, кое съм бил, 4-5 отделение, викам, на мене, викам, вика, оратор. Како така ме врея? А викам, на Стайнчи или професор, не знам, що е, како е така оратор? Че вика, неписмен, вика. Че знаеш, що е оратор, па ми обясни. Викам, братче. Он ми викаше, ти ако излегнеш, вика, да сбореш, вика, пред площада, вика, революция ќе се случи. За тоа ми е криптореволуция. Значи, аз сборам, мал дел от луѓе 1000 имат много яки портфолия, неколку луѓе ќе бидат милионери, да се надевам дека ќе се прикажат, ќе си севат и обезбедување у Македонија, ако не па заедно ќе направиме на екипа Star Atlas, ќе се штитиме, ќе направиме много яка група луѓе. Ако сме ние група яка, што сме например пари у Македонија од крипто, поштено и честно, и се дружиме, кој брат може против нас? Ние нема да дојдеме да рушиме државата. Ние, братче, правиме заедница на македонци кои што треба да направат пари, треба материјално да се онадат, па после ќе си го штитат материјалното, ќе изградат куки, ќе се преселат по планините, ќе си ги земеме селата, ќе си ги земеме нивите, нема да дозволиме имигранти. Тоа е победата, брат. Нема ја да довајам државата да рушам. Тоа е победата, да ги купиме, братче, да си ги врнеме, селата да си ги искупуваме. Земја, брат, најбогат човек е не у дигитално крипто, брат. Најбогат човек е да има куќа, родното место дека е, да има земја, да има избушено, да има бунар со вода, да е близко до река и да е плодно земјиштето и да е далеко, шо по-далеко од градо и шо по-далеко од луди кумшии. Значи да не е збиен тип на село, да е раздалеко. Човеци не може да живеат еден друг близко. Ни цимири, ни у зграда, ни у куки еден. Секош имаш моменти кои ќе се испокарате и луѓето не се християни до тај степен да простат, нели, дека се сгрешили. Мојата цел криптореволуција е таа. Шо повеќе луѓе се освестат од моите пораки, разбираш, има и многу скрини информации, да се освестат, да направат портфолио, да се преселат од тие села, од тие градовите да се преселат, таму, братче, да почнат да градат фамилија со шо повеќе деца, шо повеќе земја, повеќе бунари, отидат многу лоши времења, другари. Еднашка ве затвара у градовите, не ви доваѓа кало, па се трупат у градовите, Скопје е на светско ниво, уидел најскапа квадратура, алове луѓе. И е најзагаден за живот. Најзагаден, таму деца се раѓат со страшни болести веќе. Уште детето се раѓа со више тие страшни болести. Само се крие. Затоа што мајката е имала контакт, братче, да диши и преку кожа и преку се впива тоа. Значи 10 маски да ставиш, ти ако се шеташ на куси рекави, телото пак ги впива тия, брат, щетни работи. Самите честички ще ви паднат на раците, брат, кои идете да си бръкате у нос, у очи, у уста. Човек просек се пипа по 3000 пати, пак ги унасят тия. Не маски, нищо не може да ви спаси, другари. Дома, кои идете обликата, ще изтресете тия честички паднат, пак ги издишите, другари. Затоа филма, сега да не ми ударат забрана COVID, он ставил маска и се щити. И какво се защити, брата? Тия шо паѓат на обликата, на капата, на чевлите, на ключи од колата, па в бравата шо ја пипате. Птиците шо ти слетуват на терасата. На терасата шо отварат джамовите, ветер да дувне. Луѓе на село, за да не биете изложени на тия пропаганди, за да не биете изложени, изгледајте го видеото од илјадарка, гледай колко го имат гледано. 588. Че вие се најинтелигентните луѓе у Македонија. Најдигитално писмените. Ставам уште 5 минути. Најдигитално писмените луѓе се овие. И после може да продолжим уште еден подкаст да направам. Значи најдигитално писмените луѓе се овие 588. Овие 674. Гледате ли просек повеќе комарџии? Не се со од 200. Че овие 674 тука
Значи от тука дел голем брат, около 100 луѓе, не се гледале од иледарка, одат директно на 10.000. Гледате ли комарджиски менталитет? И гледате ли ја како намерно го направив ова? Од 1000 и од 10.000. Не знам дали спомнав во видеото дека тоа од 10.000 ќе биде повеќе гледан. Не се сеќавам дали го спомнав, може да сум забравил. И еве, тоа од 10.000 и повеќе гледано од тоа иледарката. Че гледате ли го менталитет на комарджискиот карактер на македонец? Тоа е многу голем проблем, другари. Значи вие прво ви требе да имате од $1000 Bitcoin, Ethereum, Cardano и Star Atlas, купувате ја таа иледарка, си го имате, после шо правите? Имате од $10,000 тие по 30% и тога и тие другите коини ги взимате. Значи вие од 10.000 да делесте 10, да речеме. Сега се живо е паднало, другари. Се живо е паднало, другари. Шо правите? За жал да, големи суми, ама вие ме терате да ви кажувам тия работи. Ке требе, паднало е се живо, па да си изнакупувате за уши 10 Cardano, Ethereum, Bitcoin и Star Atlas, и за да можете на оваа корекција од 10% замислете си да си купите уши за $10,000. Доре ја филмови сега многу улавам, да речеме и за 1000. Еве и ово да е за 1000 и ово да е за 1000. Така ли? Значи, да си направите корекции, не мора за 10.000, за помала сума, ама секој да имате заштита Cardano, Bitcoin, Ethereum и Solana. Како ќе изгубите, брат? Еве, ќе видиме после. И да не е на овај bull market, ќе видиме, мислам не на овај bull market, ќе гледаме дали таа технологија ќе успее за натаму, ќе направам аналитика нова, ама ако успее аналитиката 2030 година, да речеме заглавили сте до 2030 година. Другари, тоа ако остане технологија ако се развие. Така ли? И вреде, може да чувате. Ако имате нели Bitcoin, Ethereum, Cardano да не го продадете. Значи може да ги чувате ти од 10.000 до 1000 до 2029-2030 средниот bull market и што се дешава следниот bull market? Тоа успеало технологија, уште повеќе луѓе упаднале. Знаете ли за кои суми се збори? За луди суми. Ако тие са многу ќе речат, брат, ама ти како еден што ми пишуваше, ама ти сигурен ли си за овие од $1000 од $10.000 кои не ти што ги кажа? Брат, тука нема сигурен. Тука е компанија што излава и ти вика, брат, ние ќе го развиеме, чуда ќе правиме, како политичарите што кажуваат. Само што политичарот 100% лажи. Додека овај тим на луѓе стварно се мачат да развијат нешто. Ако народот не ги купува, ако народот не ги тестира, како ја Star Atlas, кој ќе рече, ама ти што ја форсираш Star Atlas? Па ја ако не ја играам, другите македонци ако не ја играат, другите американци ако не ја играат, другите од цел свет не ја играат, а сме уложили у играта и ние сами не си ја поддржуваме играта, како таа игра ќе се развие, брат? Еве, колку македонци имат уложено старата, знам над 2000 луѓе и имат компјутери. Кој играе од нив? Никој, брат. Ја Борис, Батомиров и сега 20 други дечки што немат големо портфолио Star Atlas. Другите имат компјутери, не играат во Star Atlas. Јутре ми вика, ќе ми рече, брат, шо бе, Star Atlas не ујде $25. Брат, вие сте 2000 луѓе, 2000 компјутери имате. Уклучивте ли се, бе, брат, че серверите да ги попуните, да видат другите дека 2000 има нон-стоп што се пукат, што се тркат. Па не исто, брат, ние 10 души се мачеме, Star Atlas играеме, јас од Тетрис тука живо вола се правам оваа држава, брат. Да играам, може да ми изгоре компјутерот, што майнинг имам Sage Labs. $60,000 флота ми има майнинг. И ризикувам го компјутерот да изгоре, брат. Значи, замислете си, майнинг, правам подкаст, влече, ово е веќе може да фрлиш јајце да спржи, иако доздоле има кулери да ладат плюс. Значи, јас си го ризикувам од $4500 компјутерот, што веќе не вреде. Фрлил сум компјутер толку пари, мачам се да играам играта, мачам се да се врнам во Македонија и там да играам наместо да се уживам на некој јахта. Зашо? За да зголемам, братче, тоа Star Atlas групата, да видат, чекај, како почнаваме да играеме, чека, оваа игра е интересна. Знаеш колку луѓе им пишуваат, леле брат, интересна е играта. Ама за жал немат компјутери да играат. За тие стварно ги жалам. Викам, немате компјутер, да купам ли компјутер? Да земам ли кредит? Не. Порано си купете Ethereum, Bitcoin, Cardano и Star Atlas за 10%. Ама зашо да не ја земам за 100%, гледате што збори за неа. Ја едно е ја што верувам, другари, друго е реалноста. Мен не ми треба 100% луѓето да се набутат Star Atlas па да ја утепаме работата. 10%. Иако е јак тимо, едно е ја што стварно сум пристрасен и што верувам како геймер, ама ја верував пред и у Axie Infinity, и у Gala, и у Sandbox, и у Illuvium, дека се у Big Time. Знаете ли па тие какви тимови беа? Тие се топ елитата од тимовите амерички. Дека се каснат. Axie Infinity за 9 дена треба да пуштат енос. Star Atlas ја помина, другари, Star Atlas ја помина. Замислете се и чекаве, ја шо не опуштив Борис да го гледаме додека филозофираме. Брат.
Докато филозофирах, трябваше да пущам Борис. Клипер, колко има? 39 сабскрайба. Значи Борис седе дома, дере се, урла, вика, комшии го слушат, родители, правиме поцачи на братче, на главата се качува да стрима, има компютър як. Има све, че да не сголемам, он нема стаяно, ама нем да рече утре. Мислам, нем да рече то вие копирайт да ударат, иако он нема включено, де. Ама нели ово друго треба да се гледа, нели доле сликата, дека нели обясно философирам. Гледай, брат, ово не е поцачена игра, не е подсачена игра, не е подсачена игра, криптогугия, тук нямам още убийства, не е подсачена игра, а гледай шо успя да направят. И сега още луги има, ама трябва още имат да работят, да правят, това не е още играта довършена. Луги, ова игра ено се граде, 200 пати ви кажувам, ено се граде, ено с 10 години ки се граде, ено ке се минуват и пушки, и оружия, и мапа, и друга мапа, и трета мапа, и четвърта мапа. Ово е луги само ово се надовръзват игрите. Оно е на повече делови се надовръзват игрите за една финална да се изваде. Али пак си биде поделено в сектори. Подсачена, тръки, Bounty Hunting, Sage Labs, Exploration, ке ловеме скинови от диносауруси, от чуда, ке се бореме с вонземяни, ке има Danger Area, Danger Zone, дека може стварно да играеш гемлинг, да го изгубиш и бродош, никой ще няма да го играем. Може да пробвам на никой маленки брочения от 10 $, нели да видам концепто какво е, какви награди има. Шоки може да се лутинг, какво се викаш, македонски си го забравив. Скевенджер, таба, шоки отепаш да собереш някои делови. Или коини, или товар, или да запленеш. Значи мобето ми е луги, и аз се мачам, не дека ово е 100% ки биде. И аз съм седнал и се мачам да найдам нещо, какво да направим пари. Не ви продавам я нищо, брат. Много луги ме прашават Дарко Влог, що мислиш за играта, брат. Я ки му си извинам и явно, то ще го видов кай, не знам човека дали беше изпил некоя чаша повече, не може да се концентрира добро, нели, пред интервю, пред такава публика, на всеки му паги концентрацията и на мене пред Инфомакс ми беше паднала. Ама човек от начина, кой ще обясни играта, ще я продава, я нищо не разбрах. И Мандър, не верувам дека му верува, обава праша му постави, вика брата, 10, колко луги сте тим, овай го избегна прашението, кажува 2300 характери, 10 луги сме тим. Кофе тази тим от 10 луги ще направи игра, ще помине другите игри, ще си играе, вещачка интелигенция, дрън. Я явно ке му си извинам, ако стварно то некоя игра изпадне и после як я покажам. Ама мака, много луги ме прашава, що не се работиш с Дарко Влогс, брат, я типо най-искрено, аз съм последния македонец, защото знам за него. Че аз стварно не знам в кой е тип. Замисло Америка сум и не ли бев блокиран и типо не ми излава. Не ми излава, никако не ми излава. Дури не на Инстаграм не го следам, нито нищо. Славчико ми го покажа, вика, гледа колко има на Инстаграм, я викам, то не е македонец. Що е стварно най-успешният на Инстаграм, брат. Колко го следат и се живо. Тая човек трябва да се концентрира да найде Лазаров, обава му кажа. Брат, вие сите прави бевте, ама я ги направи парите. И то е точно. Лазаров е единственият брат, ще направи пари. От YouTube не се правят така пари само от прегледи. Лазаров, брат, со реклами, со маркетинг, со се, успя да направи пари. И още има го плукат Лазаров, замисли се. Али на Дарко Влог сега играта най-скрено, брат, че по това ще он го изнесе, шо видов, нищо не верувам за то, шо брат, аз сум извини. Аз съм 40 годишен човек, али у гейминг сум от Пекинезер. Другари, видеото иде изгледа много повече от 30 минути, ама че само да видим на комшиите питбуло, защо лае, брат, от и питбуло колае, други комшии се шетат. Значи, шо е мобето? Другари, ово не е само сега некој ќе види дека зборам за нещо, ќе мисли за играта, еднашка тактички бев направил, али покажувам я играта и плюс правам философия. Че да пинам малко водичка. Значи, шо е концепто, другари? Концепто, другари, е тай да овај тим мислам дека се върна на 150 луѓе, минимум 120 долари плата, има 350 милиона буджет. И уже 250 милиона от продажби и 5 милиона има там от бродови, 4 брода по 5 милиона долари продадено. Милиони имат направено от продажба на овия кру, ще го гледате, по 3 долари, по 5 долари, по 10 долари, по 50 долари пакети, имат направено милиони. Значи оваа игра има милиони, брат, има пола билион има, пола милиарда има на разполагане
И у Америка за шал много одат за плата и се мачат да го направят, да направят играта и гледаш, че има направено, а Дарко Влос кажува дека ние трябва да уложим у неговата игра $10,000 како инвеститори, че брат Дарко, другар, я да уложиш ти $10,000 кажи го, у 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано и 10% овако стар атлас. Или да речеме $10,000, €10,000 ли ще тражи пакети. Да уложи некој за $10,000, за $9,000 да купи DAO, нека стои официално цената, за $9,000, чекай брат, за $9,000 брат, за $9,000 делено на 0.123099, така ли, купува 9 милиони атлас. По най-лошата варианта, по 0.0, колко беше, како кажав, 2. И еден нека е, брат. И еден нека е. $90,000, брат, ки извадат луѓето ако улагнат у Атлас. Ако... леле, много лоша пресметка направив. Тая ризичната пресметка. Тук сакав да пресметам. Тоа за илјадарка сакав да го ставам, кажи го, шо заглави ова? За илјадарка сакав да го ставам Атлас. 9, ама добре, пресметав колку е. Делено на 0.077 падна. Купувате 116,000, по най-лошата варианта $4 става. Пола милион. За $9,000. Най-лошата варианта и уште по-лоша варианта. Не чекай, ја да не ставив $90,000. Делено на... делено на 0.077 еднакво на да. Най-лошата варианта само $1 да отиде. DAO полис. Значи на $9,000 $1 да отиде е $116,000, брат. Дарко, твоята игра, јас сум сигурен дека не може да донесе, брат, $116,000 на човек. Тоа е невозможно. Таква игра, оваа ќе биде првата игра, ја мислам дека дали овај bull market или 2030 bull market што ќе донесе овакви суми. Тоа е мое мислење. Значи едно јас ќе верувам, друго е другите ќе веруваат. Значи и пресметајте го, за илјадарка, нели $10,000 он вика, за илјадарка купуват, речеме, делено на 0.000. Ја не кем да го навредам или нападнам Дарко Влогс, тука едноставно сакам да си направам мојата аналитика у крипто ако ги ставам тие пари. Да речеме зашо ја пишав и коментар кај Лазаров дека ја на пример пишав коментар дека ја нема никош да уложам, брат, на таа игра. Че само да не добијам некој страйк. Другари, ја шо напишав. Викам, супер подкаст, интересни информации, животна приказна, стварно много интересна. Ја имам уште појака, поинтересна, мојата не е толку трагична. Но многу ме прашаа, ме прашаа за тоа го објавувам, за тоа пишав. Но многу ме прашаа за играта, но по објавувањето ја не би вложил во играта. Топ 10 луѓе е хорор информации, да таков тим би извадил таква игра. Јас сум во Star Atlas Crypto Gaming овие 4 години. Се мачат огромен тим, 350 милиони буџет, плюс уште 250 милиони буџет продажби од NFT, просек 120,000 кей зимат плата кај вработените. Тај тим што работи на Star Atlas и патеката на Star Atlas не викат утре ќе ја направиме. Туку вика е 10 години за да излезе целата година. А Дарко Влогс вика 2027 година. Брат, тоа е за 2 години. За 2 години игра некој да изваде, ја најискрено другар ќе ми извиниш, ама не те верувам у филозофијата, брат. Не те верувам, да се надевам дека ти пренесат. Разбираш и, не барам нешто да ме објавиш или нешто да ми дигаш рейтинго, едноставно аналитиката е, кажувам, ако успее таа игра да направи чудо од пари, ја јавно ќе му се извинам и ќе го викнам дури на гости да ни држи предавања за инвестиции и за игри. Какви треба да избираме, а ја више за игри, братче, нема да правам овакво, кажи го. Мислам, која игра од двете ќе изваде поголем профит. Ако неговата игра изваде поголем профит за тие 10,000, ја братче више за игри нема збор. Јавно кажувам. Ако неговата игра изваде просек за 10,000 евро, ти изваде повеќе. До 2030 зборам, и концептот на оваа уште не е завршен. Ова е 10 години сега да не чекаме, дури до 2030 концептот, јас мислам дека тие 10,000 повеќе ќе онава. Оти концептот е тај. Он е кажува
просек, деве, я оставам до 2030. Значи той е 5 години от сега. А Дарко вика за 2 години. Еве, аз за 5 години го ставам, да речем. И пред то 4, 9. Значи до души трябва да викам за 6 години, ама еве за 5. А ако неговата игра за 10 000 изваде по-голем профит, и аз, братче, те викам му подкаст, ти да си я представиш играта и да ни сбореш за каквото. Кажи го. Ама не е то лажно. Да видам доказ, брат. Да видам докази, дека некој е уложил и направил, какво направил, детали, транзакции и све. Не рекла, кажала, какво. Сакам, братче, да видам детали, докази и све. Иначе аз не верувам дека таков тим може да составя таква игра. Мандар исто му видов фацата. Негеше да го направи Агустино и он сам я не верува. Можем да му ги прочитам мислите. Така да, другари, тоа е философията. Значи, подкастот го гледаш направив рандом аналитика. И планирам еве сега да направам уши некој такво да снимам, на уши еден подкаст да снимам. Еве не се пресоблачам, истото сега ќе исклучам, ќе го објавам, уши еден подкаст ќе снимам. И ово е Борис Кашла. Ќе снимам уши еден подкаст за излез стратегија, да речеме. Фала ви на сите, шо повеќе коментари, шо повеќе лайкови и шо повеќе почнаа да споделуват. Еве, фактички, чекај да видам ја дека сум тука, зашо ме нема со јаки убиства. О, еве, криптогуги. 5 убийства тука, гледате. Тука се враќам виш у шемата, ама гледаш масичката не ми е удобно, тие што се геймери ќе ме разберат. Масичката ми е многу мала. Еве, тука е лаптопо. Масичката е многу мала и кога ставам тастатурата е многу голема, кебапи дебели купчиња, не е сплеснана да можем, како што сум навикнан по Македонија што имам таа тастатура. Глувчето иако ми не е тоа ако кликаш, исто како умрел глушец да кликаш. Така да, другари, мобето ми е не да направя, мобето ми е аналитика ми потржија да направам. Дали $10,000 у Star Atlas или $10,000 кај играта какво кажи го, кај Dark of Vlogs. Сега паметен инвеститор ќе рече 5,000 кај Dark of Vlogs, 5,000 у Star Atlas и ја братче од концептот што го видев, Dark of Vlogs ако му некој пренесе, да ми го прати целиот концепт, да ми го прати, од он не знаја да го објасни концептот, може да трема, може да не знам. Да ми го прати да го разгледам целиот концепт, да речем, или некој друг да ми го прати да го разгледам, пошто он тоа ќе го пренесе кај Лазаров, брат, мене тоа најискрено ми личи на аматерски пристап или на скем. Ке ми извини, ама уопште, брат, ништо не разбрав ја од тоа, брат. Тоа да уложиш €10,000, нешто тука, карактери, човечиња, ништо не разбрав, братче, од тоа. Кои си тимо на луѓето, тие 10 луѓе, име, презиме, дека живеат, компанијата дека е регистрирана, информации требе, колку е уложено пари, тоа треба се да биде јавно. Колку уложено пари, колку сати на ден работат, дека е студиото регистрирано, проектот целта кога е 2 години, точно кој месец, шо ќе извадат, како народот ќе прави пари од играта, сите тие информации да се треба да се достават комплетно пред инвеститорите. Значи се додека не се изваде тоа се да се види, да се прочита. Ја може сум грешка, не викам не. Се извинувам, може сум грешка, ама ја не можев ништо да видам. Значи ја ако не можев да го најдам концепто на интернет, како обичен македонец би не дел и тоа €10,000 е голема, зашо не е €1,000, зашо не е 500, зашо одма 10,000. Тоа 10,000 мене ми асоцира, грабни бегај, еве 10,000, ово не успеаме, банкрот и тоа е. Зашо не е помала сума, зашто не е $10, $50, $100 минимален влез, зашо да е 10,000, разбирате. Така да, и аз братче не верувам у тај концепт и тоа е тоа. Чао другари и тоа е одговорот поради тоа што ми тражија на таа тема за таа игра. Многу луѓе мислат дека е криптоигра, ја мислам дека тоа не е криптоигра, не е ништо кажалон со крипто, мислам дека човеко за крипто ни не знае ништо, не знам, не сам го гледал, после ќе му разгледам профилу. Има некоја наградна игра, ме прашаа дали е за крипто, не е за крипто. Борис, гледај брат, че тука 7 убиства. Таа е душата, да, Небо е многу јак, пишаа на Twitter геймер, така да е некој сигурно про лудак Амер, со страшен компјутер и страшен скилс. Ја 12 години не сум играл другари Counter, така да ено се враќам. Responding time е умрел, така да
Той е, другари, обясни философията на taj што мисли дека му се истите видеа дека се повторуват, гадно се лаже. Значи, како што гледате Криптораз, на Moon, тие сите истото го повторуват, истото, затоа што е истото, другари. Вие треба тоа да го направите аналитика и да ви стои мозокот. И на човек, ако не му го повторуваш, тоа го забравя. Затоа ви изгледа дека е истото, а уствари не е истото. Уствари ние го чекаме бул маркетот, кој што не се е десил. Значи, се до тогава е истиот мобет, другари. Така да, чао.